Во Струмица почна 13-тиот Астерфест. Интернационалниот фестивал на краток авторски и документарен филм годинава се одржува под мотото меѓу фактот и фикцијата. На синокешното отворање се врачија наградите на почесните лауреати. Продуцентката Джеки Шепард, која ја доби наградата Астер за високи достигнувања во филмската продукција, и Коле Ангеловски, актер, режисер и сценарист, кој го доби специјалното признание на Тивериополската филмска алијанса за високи достигнувања во филмската уметност. Секогаш е убаво да си на филмски фестивал некаде низ светот. Убаво е да се сретнеш со филмски продукции, различни националности, да слушнеш различни приказни, да се сретнеш со филмски продуценти и режисери кои не си ги сретнал дотогаш, да се запознаеш и да спружиш некаква соработка. Многу сум возбудена што сум овдека вечерва. Многу ми е драго дека сум гостин и посебно ми е драго дека сум еден од лауреатите. Тоа изгледа дека со годините си, дека ја напуниш повеќе години и ти даваат награди. Среќен сум и се убаво да биде. Во 5 фестивалски денови ќе се прикажат околу 40 филмови, од кои половина ќе учествуваат во официјалната конкуренција за златна, сребрена и бронзена потковица. Од големиот број филмови што пристигна за селекција на ова издание на Астерфест, претежно во селекцијата влегува филмови од европска продукција. Можем да кажем дека сите филмови, го имаат на завидно на ниво на квалитет и тоа во секој поглед, и содржинските и наративните параметри ги вклучувам тука, се разбира и мајсторството на режијата, на сценариото, на продукцијата. За време на фестивалот ќе учествуваат повеќе автори кои што ќе можат да ги представат своите филмски остварувања пред струмичката публика.